ВМРО ДПМН одбра борба против оваа власт. Влезе во битка за Македонија, во моменти кога на власт се наоѓа неодговорна, криминална и неспособна политичка елита. Денес се случува вистинска драма. Структури на власта и структури кои одработуваат за оваа власт вршат жестоки уцени, закани и притисоци во спратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Собранието на Република Македонија се претвори во пазар и арена на притисоци, закани и уцени. Денес добива совршена смисла се она што се случуваше во изминатата година и пол. Во Македонија се апсат луѓе заради политички прогон, а денес се пробува да се тргува со нивната слобода. За возврат се бара поддршка на уставните измени произлезени од договорот со Грција. Се ветуваат парични награди за послушните, а доколку не се прифати, се местат сведоци, се креираат случаи. Се врши влијание врз блиски роднини на пратениците. Се врши заплашување. Политичкото обвинителство да обвинува, политизираното судство да суди, а Заев да договара, товари или ослободува луѓе. Ќе споменам неколку примери. На еден пратеник му се понудени 1 милион евра за да гласа за договорот. Истите се одбиени. На друг пратеник му се понудени 2 милиони евра. На трет 250.000 евра. Сето ова е одбиено, бидејќи достоинството нема цена. Се работи за нашата татковина. Дополнително се активираат полициски структури, структури на безбедносните служби, а околината на самото собрание е под обсада на ликови со бричени глави кои се познати на подземјето. Господине Заев, има ли алал во ова? Дали сте свесен, господине Заев, што правите и во каков амбис ја водите државата? Трнете ги рацете од волјата на народот и оставете пратениците слободно да одлучуваат. Никаде во светот нема киднапирано собрание и расправа која ќе се закаже се додека се постигне потребното мнозинство за кое власта решило дека мора да се постигне. Ова е невиден преседан. Се ова ќе ви се врати како бумеранг. Ова не се демократски вредности, ова не е за Европска Македонија за која наводно се боревте. Ова е диктатура на неколкумина врз мнозинството. Ова што Заев денес го нарекува обиди за создавање на мнозинство, во реалност е насилие. Насилие токму врз македонскиот народ. Во собранието повеќе од присуството на Заев е потребно присуството на јавното обвинителство, кое мора веднаш да превземе мерки и да се испитаат сите наводи за противзаконско и противуставно работење, сите закани, сите уцени и притисоци. Дозволете во оваа прилика да им одадам признание на пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, кои не подлегна на притисоците и заканите, кои во овие моменти сте стожерот врз кој се потпира волјата на граѓаните. Вие сте последната брана пред оваа налудничава и недемократска влада и наша заедничка обврска е да обстоиме. И ќе обстоиме, и ќе победиме. И само за крај, господине Заев, вашата злоба и насилство не е поголема од нашата љубов кон Македонија. Ви благодарам. Дали имате докази за ова што го зборувате и дали може да ги презентирате во јавноста? И на кои пратеници се понудени пари, може ли да кажете име, презиме за да ги одбраните, за да не им се нуда пак и кој нудел? Со цел за да се заштити идентитетот и пратениците се заштитат како такви, повикуваме токму затоа јавното обвинителство веднаш да ги испита сите овие наводи, да се дадат исказите и да се излезе во јавноста онака како што е редот во една правна држава. Како што пред малку кажав, токму затоа го повикуваме јавното обвинителство. Сметам дека во овој момент и во оваа тешка и траурна ситуација во оваа држава е потребно да продолжиме со нашата борба, без притоа да му наштетиме токму на оние кои што се на самиот браник во оваа борба. Значи, како што кажав, јавното обвинителство е тоа кое што треба да ги испита сите овие наводи кои што денеска ги изнесовме. Повелете.
Споменате дека околу собранието има луѓе со причени глави. Која е нивната, според вас, која е нивната улога таму и дали можеби се подготвува ново сценарио кое што би ја втурнало Македонија во нова безбедносна криза? Не само политичка, туку безбедност. Се надевам дека ова сега што го кажавте не е вистина. Се надевам дека сето ова што пред малку го зборуваме ќе остане само на заканите и уцените и сум повеќе од сигурен дека сите ние заеднички ќе обстоиме на тоа. Господинот пратеникот Крсто Муковски имаше информација дека му се случило завршена кардиологија. Каква е неговата здравствена состојба и која е причината? Како што дознавме, барем шпекулации по социјални мрежи било поради притисоци и уцени и закани по него и неговото семејство. Истите информации кои што ги имате вие, само што ги прочитав пред да дојдам на овој прес, искрено се надевам дека не е точно, доколку е точно се надевам дека се е во ред со пратеникот Муковски. Како ќе ги заштитите пратениците од вашата коалиција или партија коите можеби ќе гласаат за уставните измени? Во овој домен буквално се е врз основа на шпекулации и дезинформации. Од тоа што го слушавме, еве да го земеме само овој ден, слушавме најразлични шпекулации, а до овој момент немаме апсолутно никакви потврдени барем информации во однос на тоа дека некој од нашите, односно од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија ќе даде поддршка на овој договор. Во 9 закажана седница да ќе бидат присутни пратеници на ВМРО? Да, ќе бидат присутни. Уште еднаш ќе ве прашам, дали се спремни вашите пратеници во чек? Други прашања? Конкретен одговор да се појават во овој и да сведочат? Веќе два пати ви одговорив на прашањето. Ве молам доколку има останати прашања. Дека самата партија врши притисок на своите пратеници. Апсолутна дезинформација и шпекулација како и се ова што се случува во овој период. Мислам дека токму денешниот ден и присуството на Заев цел ден во собранието на Република Македонија е доволен демант на ова што сега ме прашавте.